Добар ден, почитувани гледачи, во Слободен печат на Слободна ТВ. Актуелна тема поврзана со медиацијата, со работата на Националниот совет за медиација, како и други активности поврзани со медиаторите. Како што е познато, медиацијата е постапка во решавање на спор надвор од судските сали меѓу лице кое е неутрално и кое се обидува на страните да им помогне да го решат спорот. Меѓутоа, поводот да го поканиме Борче Мирчевски, национален координатор за медиација, владино тело, државно тело избрано со новиот закон, се одредени актуелни состојби, а последната беше активните лиценци на медиаторите. Оваа состава со лиценците создаде одредени проблеми со оглед дека некои колеги медиатори не можеа да ја вршат работата. Добар ден, Мирчевски. Добар ден. Ви благодарам на поканата. Јас сум Борче Мирчевски, ВД национален координатор за медиација, кој што со одлука, со решение на владата од 3 април сум именуван како ВД национален координатор и еве до денес имаме некаде од прилика околу 2,5 месеци од мојот ангажман. За историјата и за тие 2,5 месеци претходно што се случуваше во текот на разговорот. Меѓутоа, поводот за денеска е подпишавте лиценци и може да речеме проблемот е решен или одмрзнат? Јас морам да кажам дека со моето доаѓање овој проблем го наследив и проблемот со лиценците е многу важен проблем за кој што треба да се реши за медиаторите, бидејќи тие се една алка која што е неопходна за да може да си ја вршат медиаторската работа како што треба. Исто така сакам да истакнам дека одредени медиатори имаат важечки лиценци, на други медиатори им истекле лиценците и ние имаме една ситуација која што најблаго би ја кажал комплицирана, за да можеме да дојдеме до ситуација на сите медиатори да му ги издадеме лиценците. Кога зборувам за сите медиатори, мислам на оние медиатори кои што се во именикот на медиатори. Вкупно се 45. Вкупно се 45 медиатори. Денес издадовме ние лиценци за 25 медиатори. Остануваат веројатно уште? Остануваат уште 20 медиатори со кои што треба, на кои што треба да најдеме начин да му ги издадеме лиценците. А која е причината што не им ги издавате? Еве вака, значи тоа е причината. Кога зборуваме за причината, морам да кажам дека тука морам да имам малку поопширен одговор. Не можам така само конкретно да објаснам. Причината е тоа што имаме проблем околу туку околу носењето на законот за медиација и вклучително формирањето на Националниот совет како тело кое што било предвидено со законот за медиација. Ќе ми дозволам да одговорите поекстензивно, меѓутоа за волја на вистината и за гледачите едно прашање. Законот е донесен во 21 декември. Да, 27 декември. Да, 27 декември. Националниот совет, според законот, требаше да биде формиран 3 месеци. Со оглед дека владата не го формира, роковите се пробија. За 6 месеци требаше да им издадат на Националниот совет, да им издаде лиценци на медиаторите, и тоа без било какви условувања или услови. Само административно се поднесуваше старата лиценца, личната карта и добива утредната нова лиценца која се води по законот трајно. Каде е проблемот? Еве каде е. Вие тогаш бевте медиатор. Еве каде е проблемот. Законот кога се донесол на 27 декември, излегол во службен весник 2021 година, предвидено е дека Советот, како што кажавте и вие, треба да се формира во рокот 3 месеци од донесувањето на законот. А медиаторите има обврска со законот, со член 68 од законот, во рок од 6 месеци од формирањето на Советот да достават барања за да им бидат продолжени лиценците. Она што значеше отпочнување на проблемот, тоа е што Советот не се формира во рокот кој што беше предвиден во законот, туку е формиран во месец септември 2022 година, значи некаде од прилика после 9 месеци. Правно гледано, медиаторите и немале основа каде да се обратат. Правно гледано, медиаторите не можеле да поднесат такви барања до Советот, бидејќи истиот не бил формиран. Дали ви е познато дека дел од медиаторите поднесува барање во Министерството за правда, а одговорот беше дека не сме надлежни? Она што сакам да го истакнам, а што за волја на вистината е така,
Во истиот закон е предвидено дека одборот, кој што претходно бил пандан на сегашниот совет, Точно. со помали ингеренции можеби, меѓутоа некој вид пандан кој што ги издавал лиценците до тогаш, требало да продолжи со својата работа се до формирањето на советот. Она е што малку од медијаторите го знаат и уште помалку од јавноста, меѓутоа е поголемиот проблем во тоа што одборот не само што не продолжил да извршува работата до формирањето на советот, туку тој бил распуштен и претходно. Така да сега имаме една правна празнина, каде што законот вели одборот ќе продолжи до формирање на советот, советот доцни со изборот, а одборот се распушта пред формирањето на советот. Да скратиме приказната. Во септември се избира Националниот совет и тогаш почнуваат сега нови проблеми. Се носат правилници кои не се објавуваат во службениот весник, се пробиваат роковите, поминува годината, дури во февруари се прават одредени акти кои што наликуваат на документи за да може да се издадат лиценците и целиот процес се комплицира до моментот на изборот на новиот национален координатор, па оставка од негова страна, од нејзина страна, па изборот вас како веде и отиде годината. Да, меѓутоа само сакам да продолжам каде што застанав. Повелете. Зборувам дека ова не е барем за мое видување, не е едноставен проблем со што го спомнав со распуштањето предвремено на одборот и со доцнењето на формирањето на советот, и тоа е една работа која што нас ни прави последователно потоа други проблеми. Навистина сега на вашето прашање ќе се обратам, навистина формиране советот со додоснување во месец 26, мислам, септември 2022 година. Септември е сигурно, датумот можеби е погрешен, меѓутоа отприлика е септември 2022 година и од тогаш година и пол има веројатно од причини што нов бил советот, членовите во советот биле нови и не успеале на време да ја спроведат постапката која што е обврска на советот. За после една година и неколку месеци во јануари месец да бидат издадени првите правилници. Значи јануари 2020. И некои решенија за некои лиценци беа издадени, па после повлечени. Во тој дел за лиценците исто така е проблематична ситуацијата, затоа што со допис од Националниот совет, кој што е изработен на 16.11.2023 година, известени се медијаторите дека се надминати сите пречки и дека сега може да се поднесат барање за издавање на лиценци и дека тие лиценци ќе им бидат издадени. Да, кога зборуваме за издавање на лиценци, веќе зборуваме за трајни лиценци, бидејќи законот за медијација од 2021 година повеќе не познава лиценци од времен карактер, туку зборува само за лиценци од траен карактер. На ваквиот допис од Националниот совет, сите оние медијатори кои што сметале дека треба да поднесат барање, имаат поднесено барање до Националниот совет навремено и притоа беа задолжени со дописот и да платат 6.000 денари заради тоа што така смета Националниот совет. Ама тој е стариот Национален совет, без вас. Националниот совет пред да дојдам јас. Така. Меѓутоа, Националниот совет измената е само во координаторот. Во февруар месец заминува Националниот координатор и доаѓа ВД координаторот, тоа сум јас, меѓутоа доаѓам во февруар месец. Ама вие затекнати со овие ситуации? Ова што го зборувам се случувало во јануари месец, или до јануари месец, каде што медијаторите кои што го прочитале известувањето на Националниот совет уплаќаат наведената сума од 6.000 денари и поднесуваат барање со комплетна документација. Потоа издадени му се лиценците, она што вие го кажавте, за да после неколку дена и недела или две истите се огласат за ништовни. Го затекнувате овој проблем. Сега се обидувам да биде и интересно, ама да биде и јасно на гледачите колку е голем проблемот со издавањето на лиценците и ќе се обидам со една слика да го илустрирам проблемот. Дали се соочивте кога ве избра за ВД национален координатор дека пред вас е Гордиевиот јазол како Александар и рековте дали да го одврзувам или да го сечам?
Јас и пред да го прифатам повикот за национален координатор, ми беа познати проблемите и состојбите со кои што се соочуваме, меѓутоа јас секогаш верувам во луѓето и верувам во позитивната мисла на луѓето. Не секогаш сум во право и во оваа ситуација не сум целосно во право, меѓутоа и понатака останувам да ја следам мојата девиза. Сте биле добар студент на часовите по медиација. Не знам, имав една колешка која што викаше од сите кои што присуствуваме на овие предавања најмногу визуелно, најмногу ти личиш на медиатор. Так. Меѓутоа факт е дека јас се обидувам да го решам проблемот, колку медиаторски ќе успеам во тоа не знам, ама сакам една работа да спомнам. Од кога сум дел на медиацијата и од кога ги запознав сите колеги медиатори и од кога се запознав со сите збиднувања во комората на медиатори, јас велам дека на медиаторите ни треба медиатор. Тука е клучното прашање што сакам да ве прашам, со оглед дека и при подготовката на овој разговор со колегите рекоа, зарем Младеновски не е противречност медиатори кои треба да решаваат спорови на други страни, самите не може да си ги решат проблемите. Јас не одговорив на тоа прашање, но и вас ви го поставувам. Како мислите да ги решавате проблемите кога вие како Национален совет, сега го представувате тој орган, генерирате проблеми на други 40 медиатори? Денеска е решен само за дел од нив. Да, денес е решен само за дел, за 25 медиатори, што во процент е поголем од половината. Добро. Значи, ако одиме по таа логика, успешни сте. 50 и неколку проценти од проблемот, од целиот проблем се надминати, иако оние вторите проценти кои што не се решени ќе представуваат малце по Добро, таму има некои што имаат важечки лиценци. Има, тие не се многу, 6 или 7 се точниот број, не го знам, дока 30-32 максимално ќе биде максималниот број, меѓутоа и тие се соочуваат со истиот проблем. Така. Ако не го почитувале рокот кој што го предвидува законот по член 68, кој што предвидува 6 месеци... Да, ама тогаш немало орган. А го спомнам непретходно дека така немало орган. Сепак се соочуваат и тие влегуваат во истиот кош со другите проблеми. На крајот ќе се сведе да им земете пари на медиаторите, да им издадете лиценци, затоа што така сметал првиот Национален совет со правилник. Тоа значи јас утре ако дојдам за национален координатор и ако го сменам тој правилник и да речам дека по закон се издаваат лиценци само со поднесена лична карта и стара лиценца, завршен е проблемот. Видите, сега јас ќе кажам, мене во природата не ми е да критикувам, мене во природата ми е да решавам работи. И затоа нема да се осврнам на работењето на претходниот совет, иако имам добра основа за таа работа. Меѓутоа нема да се осврнувам на работата на претходниот, на работењето на советот пред да дојдам јас, бидејќи сакам да направиме напор да ги решиме проблемите. Не да отвораме нови проблеми, иако тоа ми се наметнува, значи постојано ми се наметнуваат проблеми кои што не треба да бидат. Постојано имам некакви причини да бидам закочен некако борчето како совет и од членовите на советот и надвор од советот. Јас тоа го подразбирам како напор на моите колеги да дојдат да ги остварат своите интереси. Мојот интерес е сите медиатори во моментов кои што се во именикот да добијат лиценци и ние да најдеме решение. Мирчевски, ќе ви поставам едно прашање кое е дел од обуката на медиатори, а станува збор за разбирање на проблемот или на спорот кога го има. Ова што го говорите лично и како новинар ми се допаѓа, меѓутоа ќе ве доведам во ситуација проблемите кои ги решавате зарем на другите колеги медиатори што ви се во Националниот совет за 2 години не им кажавте да ги сменат позициите некогаш? Тие се закопани во нивните позиции и упорно не ги напуштаат. Тоа е првата лекција во медиацијата да ја погледнете страната на другата страна. Така е, јас се согласувам. Немав можеби толку доволно време за да им кажам се што сметам да им кажам. Слободно. Меѓутоа се што доколку имам прилика да кажам, понатака се што ќе кажам ќе биде во насока на позитивно решавање на работиве и јас немам природа поинаква.
За жал на некои колеги кои што природата му е спротивна на моето разбирање, ама сите си имаме одговорност за нашите постапки, сите си имаме можно да се докажуваме за местото за кое што сме. Духот на овој разговор не сакам да остане само на лиценците, иако тој проблем е голем, затоа што станува и општествен и јавен. Добар дел од медиаторите не може да посредуваат во постапки каде што според законот е задолжителен обид за стопански спор до 1.000.000 денари, значи автоматски бројот е многу помал и тоа е многу нефер кога има таква ситуација која е генерирале други медиатори и имаме причини да се сомневаме во нивната намера со проблемот што го создале со лиценците. Сега ова поле ќе го напуштиме и ќе ве прашам за широчината на Националниот совет, за неговите законски надлежности и за филозофијата со оглед дека Македонија е прва која, за да спречи одредени лоши постапки на искуството со други медиатори од пред 15 години, воведе лиценции како пример што сега се обидуваат да го следат и други држави како Србија и Хрватска. Дали доаѓаме сега на тестот дека лиценцата ќе се покаже како под наводници лошо решение заради тоа што некому не му чинеле состојбите во Националниот совет? Па не верувам дека лиценците ќе се покажат како лошо решение. И јас верувам во тоа што во законот имаме правна празнина која што треба да се надмине со помош на законодавната власт. И еве го очекуваме новиот министер за правда, па да имаме можност, ако имаме можност како совет да седниме и да му ги објасниме сите проблеми, па да ја продолжиме постапката за измена на законот, кој што е во што би се состоела измената? Веројатно би се одвоило дека лиценцата се продолжува формален аспект. Во секој случај, кога ќе отпочне работната група, ќе имаме повеќе предлози за измени на законски одредби или за воведување на нови законски одредби. Меѓутоа, кога зборуваме за лиценцата, сигурно едно од законските решенија ќе биде пополнување на правната празнина со цел да се овозможи добивање на лиценци на сите запишани медиатори. Апсолутно не го менува моето мислење дека сите оние кои што се запишани медиатори во именикот на медиатори се стекнале со тоа право и дека тие треба да имаат можност да си ги заменат лиценците од времени со лиценци во траен карактер. Како личност која работи во јавниот сектор и според образование правник, често може да слушнеме негативни мислења за судиите, адвокатите, обвинителите, извршителите и последните ги ставам нотарите, веројатно најмалку мислење. Каде би ги оставиле медиаторите во однос на негативното мислење во јавноста? Дали почнуваат медиаторите да застануваат во редот на професии за кои што лошо ќе се зборува? Прво, јас сум противник на генерализирање на работите. Не може судството или медиацијата да ги рангираме генерално. Дека судството не чини ако двајца или тројца суди се обележани како непрофесионални, нити па може во судството да ги поистоветиме работите на судиите со работите на судската администрација. Така не можам да направиме една паралела и во медиацијата. Ако медиацијата дошла до тука, значи имало позитивни постапки, позитивни чекори, луѓе кои што и сакале добро на медиацијата и кои што работеле за развој на медиацијата. И јас сум среќен што тој број е поголем од оние медиатори или колеги кои што прават обратни чекори, да речем, или чекори кои што го кочат развојот на медиацијата. Или не се соодветни на професијата, односно на... Јас, иако не е дословно кажано во законот за медиација дека медиаторите и работата на Националниот совет, една од неговите надлежности е да ја унапредува медиацијата, индиректно преку сите надлежности кои што ги има Националниот совет, неговата улога треба да биде развој на медиацијата. Познато ви е работата на Комората на медиатори на Република Северна Македонија. Односите се добри кога станува збор за внатрешните работи во Комората. Меѓутоа, какви се односите меѓу Националниот совет и управата на Комората? Јас не можам да кажам ништо негативно во однос на соработката со претседателката на Комората на медиатори и мислам дека соработката помеѓу Комората, Националниот совет и сите медиатори индиректно, дали ќе бидат застапувани преку
комората или директни ќе бидат контактите, сметам дека тоа е клучниот услов за напредување на комората. Фактички вие не се мешате медиација. како национален совет во работата на комората, имате јасни ингеренции по законот и комората си има јасни. Нашите ингеренции се сосем различни и една од нашите ингеренции е да правиме евалуација на медиаторите, ама тоа не значи дека ние треба со таа евалуација да размислуваме да казнуваме медиатори, туку треба да ја цениме работата, да укажеме, ако нема поправање тогаш и да казнуваме апсолутно. Дали во наредниот период го гледате Националниот совет како состав со нови личности и каде ги гледате неговите активности во македонското општество? Да, јас, ако некој мене ме праша или ако имам јас некаква моќ, Националниот совет за медиација треба да претрпи измена во својот состав. Има таква одредба во законот каде што националниот координатор е оној кој што може да предлага до владата што со членовите, дали треба се некои членови се разрешат или не. И ако имам таква можност, јас секако би дал свој предлог се во насока на подобро работење и функционирање на советот, апсолутно. Неколку пати рековте дека ве следи позитивната мисла и излишно е прашањето да ве прашам дали сте оптимист. Ама обратно ќе го поставам. Дали воопшто верувате дека во македонското општество, ако продолжат вакви состојби со поединци, како што велите не сакате да генерализират, дека всушност медиацијата ќе се издигне и навистина ќе им помага на луѓето да ги решаваат споровите? Јас верувам во тоа, искрено верувам во тоа и напорите кои што ги прават и меѓународните организации и сум свесен, еве веќе имам неколку контакти со некои меѓународни организации, и сум свесен дека нивните напори се во насока на развој на медиацијата и ние сме сега буквално сами кочничари ако не успееме да ги искористиме овие можности. И ако нешто такво се случи, а вината падне на Националниот совет, а јас се уште да бидам координатор, тоа ќе биде за мене еден голем минус и јас пред се би ја напуштил позицијата отколку да бидам причина да се кочат работите. Мирчевски, за крај на овој разговор, кој навистина брзо помина, се обидувам да укажам на таа противречност кога станува збор за медиацијата и медиаторите, дека обуките што се прават, навистина прават селекција на особините на медиаторите. Како ви се случило сепак, дали и карактерот на промена на личностите со време треба да се прават и разни тестирања и слично за да не дојдете до ваква ситуација? Очигледно, се насмејавте. Очигледно тоа не е прашање за мене, тоа е прашање за обучувачите кои што го спроведуваат испитот и мислам дека треба да се прават некакви дополнителни критериуми да бидат имплементирани во тој процес на доаѓање до позицијата медиатор, бидејќи не само да се прават обуки, колку да се прават обуки за да се земаат одредени надоместоци и за сметка на тие обуки и за сметка на тие медиатори кои што доаѓаат. Во контекст само кратко ќе кажам дека еден дел од проблемите кои што ги има Националниот совет се и ги има и од тој вид што одредени медиатори кои што се уште не имаат лиценци завршиле обука за медиатори, меѓутоа не можат уште да се стекнат со лиценци од различни причини. За кои што верувам ќе треба некоја друга емисија да подготвиме. Позната ви е состојбата дека Македонија според бројот на пријавени и регистрирани предмети, случаи на медиација во Министерството за правда, до пред некоја година ги гледав податоците, е прва и со најдобар просек и на годишно ниво и во однос на работните спорови, односно стопанските спорови. Наспроти тоа, Србија и Хрватска, посебно Србија, се соочува со големо производство на кадар, а исклучително мал процент на решени предмети. Да речеме, бројките се некаде 1200 медиатори и 800 предмети до пред некоја година. Дали мислите дека може да се случи оваа продукција или хиперпродукција на кадар исто во контекст на лошата политика доколку ја води Националниот совет? Јас мислам дека во овој момент има
прилично добри услови за такво нешто. Меѓутоа ако повторно велам, ако јас бидам дел од Националниот совет или дел Нема да бидете соучесник. дел од работната група кога ќе се менува законот, јас би дал идеја и во тој дел да се регулира и овој дел со помош на законот, да имаме ние критериуми колку медиатори, на кој начин ќе доаѓаат тие медиатори, обучувачите или тие фирми кои што ќе треба да ја вршат обуката, кои што ќе бидат акредитирани и тие да имаат посебни услови. Да, тоа е работа и на Националниот совет, меѓутоа мислам дека треба и некакви измени во тој дел и во законот да се подготват. Мислам дека ми одговоривте на сите прашања, останува да ве поканам за оваа другата група 15 кои ќе ги подпишете лиценците, ќе издржите на ова место веројатно летово. Па јас апсолутно не се оптеретувам за тоа до кога ќе издржам на ова место. Ако е поредот на работите, и повторно ќе кажам да не звучи како клише, меѓутоа ако е за доброто на медиацијата, јас уште веднаш после оваа емисија ќе си заминам, ако јас сум тој што ја кочи работата. И кој што е условот за подобра медиација. Меѓутоа сакам само една работа да напоменам, ваквите проблеми во медиацијава ги имаме кога медиацијата не е професија од која што ние можеме да екзистираме. Нити па вработените во комората или членовите на одборите во комората зема некаков надоместок за тоа. Значи не зема, се е на волонтерска база, а ние имаме вакви проблеми. Јас не сакам апсолутно да размислувам што би се случило кога овие функции би биле платени. Мирчевски, ви благодарам за гостувањето во Слободна ТВ во Слободен печат. Ви благодарам и јас, се надевам дека одговорив на вашите прашања и дека го оправдав моето доаѓање тука. Јас само можам да ве поздравам да продолжите со филозофијата, со позитивна мисла и успех за медиаторите и медиацијата. Ви благодарам. Почитувани гледачи, беше во разговор со Борче Мирчевски, национален координатор за медиација, владино тело, со кое се обидовме да го отвориме во светлината на јавноста проблемот со издавањето на лиценците, што Мирчевски како ВД координатор го наследи и гледаме дека делумно успешно го решава. Наше е да веруваме дека до крајот на годината сите запишани медиатори ќе добијат лиценца. Ви благодарам за вниманието.